Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство, прво во новата година, 2023. Причината поради која што достига не успев да објавам видео за свесното родителство беше заради здравствени причини, меѓутоа сега се е во ред, се чувствувам добро. Па да почнеме. Оваа тема денеска за која што ќе зборуваме се вика влијанието на социјалниот аспект врз емоционалниот развој кај децата. Кога станува збор за свесното родителствување, особено родителите треба повеќе да разговараат за теми во смисла на тоа како ги воспитуваат своите деца, како ги се представуваат родителите во околината, во обкружувањето со своите деца, како им помагаме на децата кога тие се под влијание на одредени социјални аспекти, затоа што колку повеќе се зборува на оваа тема, толку тоа не води кон една превенција и кон рана интервенција, меѓутоа не значи дека сега ако ние подоцна ги осознаеме одредени информации, дека и ако подоцна интервенираме, дека нашите деца ќе останат безпомошни. Што вклучува порано да ги осознаеме одредени информации за да можеме да делуваме и кога децата имаат проблеми, влијанија, неубави од социјален аспект. Тоа подразбира колку ние како родители можеме да дојдеме до информации во смисла на тоа прво ние како родители да се разбереме себе си, да можеме да го разбереме својот собствен живот и она што нас ни се случувало во нашиот живот како деца на индивидуално ниво, кое што пак нешто не носи кон уште една подлабока анализа. Како родители, значи да се прашаме прво, например, какви искуства јас сум доживеала во своето детство од социјален аспект, каков тип на односи сум имала со своите родители, каков тип на односи сум имала со моите браќа и сестри, со моите братучеди, со кои што растев, колкаво и какво влијание тие имале врз мене, додека сум растела како дете, колкаво и какво било влијанието на социјалниот аспект во текот на моето растење и така натаму. Вообичаено е да кажеме дека скоро секоја генерација доживува одредени тешкоти, кои што се надвор од контролата на нивната контрола и кои што му даваат одреден белег или формирање на одреден поглед кон светот заради колективните и општествените трауми кои што ги доживуваат, затоа што многумина се израснати со родители кои што им даваат идеи, одредени идеи на децата, значи како тие треба да го живеат животот, значи по која идеја, по кој начин, кој што често пати за децата всушност не се прикажани онакви во реалноста како што ги кажувале нивните родители, затоа што едноставно таа реалност не допирала до нив. Зошто? Затоа што се случувало тие идеи секогаш или да бидат прекинати, или пак значи да не ги доживеат децата затоа што можат да бидат застарени, затоа што секогаш тие идеи пред се врзани за надворешната средина. Например, може да се случило, например, да не ги доживеат тие идеи заради промената на општествениот систем, или не дај Боже војна да се случи, или не дај Боже промена на местото на живење, или пак селење од една во друга држава и така натаму, значи промена на власта и така натаму, значи колкаво влијание ваквите социјални аспекти имаат врз создавање на конфузија кај децата во текот на нивното растење, во смисла на да можат да создадат здрави, јасни и значи исправни погледи за животот и за светот. Во ова смисла
Јас се одлучив да дадам една сторија, уствари една приказна од своето собствено животно искуство, од своето детство, за да може да го поприкажам ова што поавтентично. Значи, се до мојата 10-та година јас бев живеа во една друга средина, поточно во друга држава, во Австралија. И околностите беа такви што своето школување го започнав од 5-та година, значи тогаш во 70-тите години, значи се започнуваше многу рано. И така да наредните 5 години јас успеав да променам 5 училишта. И во сите училишта во кои што учев, тие беа државни училишта и исклучително средината во која што учев беше мултикултурна средина, наставниците кои што ми предаваа беа од различни националности, меѓутоа интересно беше што секое училиште имаше еден специфичен пристап на предавање, пред се зависно од повеќе од програмата, значи најмногу зависеше од фокусот кој што каде беше повеќе насочен со својата содадената програма која што им беше дадена да ја предаваат наставниците. Меѓутоа во глобала сите тие години јас имав една многу пријатна, прекрасна атмосфера на дружење, на учење, значи запознавање со многу знаења, и тоа беше навистина нешто, значи еден прекрасен преубав дел од мојот живот. Сега во таа смисла би сакала да дадам еден краток опис на сите училишта, што учев посебно во училиштата, за да може подобро да се разбере на што подоцна сакам да го кажам. Во првото училиште, значи кога започнав од 5 години, значи во забавишната група, се разбира дека тогаш наставата е повеќе фокусирана на креативноста, имаше доста детски представи, училишни представи, бескрајни игри. Секој утро го започнувавме со поставување на прашања како се чувствуваме, како си го поминавме денот, особено нагласување на тоа, на чувствата на децата. Имаше разни театарски училишни представи кои што доаѓа, значи приватни беа тие, доаѓа во училиштето, ние представува, имавме и киносистем кој што често пати гледавме едукативни програми. И сето беше во насока на создавање на чувство за припадност, чувство за почит и чувство за доверба помеѓу нас, учениците, и помеѓу ученикот и наставникот. Второто училиште повеќе беше насочено на индивидуална програма, индивидуална работа со децата, и имаше тука присутни елементи на емоционална интелигенција, оценки немаше, и надпреварот исклучително беше повеќе во насока на мотивација на детето и со испреплетување на меѓусебна, значи почит и љубов меѓу наставникот и помеѓу детето. Сега наставникот беше во улога на предавач, на наблюдувач, на ментор, и во текот на неделата, например, 3 часа, 3 дена се предаваше, а другите 2 дена одевме во една последна огромна просторија, каде што на сите предмети, значи од сите 4 страни имаше воведено картотеки, огромни картотеки, и значи на едната страна картотека за македонски јазик, например, сега зборувам за наши услови, потоа за математика, за природа, за општество, и сите тие после картотеки беа поспецифицирани. Значи, например, во картотеката за македонски јазик имаше оддел каде што беше, например, само за изговарање на буквите. Понатаму оддел за поврзување со буквите, оддел граматика, оддел читање, оддел зборување, оддел, например, раскажување, така сега напамет зборувам и така натаму, значи сето, мислам, тоа постоеше тогаш, и секое дете земаше ливче и си одлучуваше кога доаѓаше денот, значи за да си ги искажеме своите знаења,
Значи сите одевне спрема она што ние тој ден чувствувавме како сакаме да работиме. И доколку се случеше, например, одредена грешка во смисла да го повториме истото од минатиот пат, секогаш наставникот, значи, не прашуваше, ни кажуваше, значи, ни образложуваше дека минатиот пат тоа го сме го работеле, значи нешто друго го сакаме сега. Кој е тоа нешто кое што би се, значи, како друга опција би се одлучиле од друг предмет или небитно. И откако ќе го се одлучевне, пишувавне и после одевме кај наставникот, ги прегледуваше и секогаш кога го прегледуваше она кое што ние го имавме напишано, секогаш тргнуваше од позиција на мотивирање, постојано мотивирање, наша мотивација дека можеме повеќе, дека, значи, навистина сме добри и каде, значи, ни помагаше каде да нашите, значи, недостатоци каде можеме да ги да ги претвориме во наши позитивни, да ги претвориме во позитивни резултати. И секогаш односот со наставникот беше од аспект на доверба, немаше викање. Секогаш наставникот, значи, имавме еден многу пријатен однос со него, затоа што ни беше дозволено да се гушкаме. После секоја наше оценување од страна усмено оценување од страна на наставникот со збор и доколку, например, на детето тој ден не му се работи, секогаш имаше разговор со наставникот зошто не сака да работи, кои се причините, зошто се чувствува така тажно и така натаму, и секогаш на крајот, значи, детето беше измотивирано кој да биде на крајот да сака да работи. Третото училиште во кое што бев повторно беше насочено кон емоционална интелигенција и особено развивање на способноста за емпатија, затоа што 2 пати неделно се одеше, се посетуваше училиште кое што беше институција за слепи деца и за деца, за глувонеми деца, и каде што, значи, работевне 2 пати неделно со тие деца, ги придружувавме во нивните активности, учевме за брајовата азбука, посебно во тој дел јас бев ангажирана за слепите деца. И значи, учевне кои се нивните потреби, учевне дека тие се дел од нас, дека, значи, секогаш беше целта да се развие, дека си припаѓаме еден кон друг, дека во смислата на тоа да ги испочитуваме нивните различности и дека, значи, сме сепак поврзани едни со други и дека тие се особено значи, лица кои што треба да му обрнуваме внимание, треба да ги сакаме, треба да му посветуваме посебно внимание. Значи, така градевне едно чувство на поврзаност и чувство да ги сакаме тие луѓе, на емпатија, создавање на емпатија спрема тие деца. Едноставно да не се плашиме од нивното присуство, туку да ги чувствуваме како нормален дел од нашето обкружување. Четвртото училиште беше повеќе фокусирано на музиката, значи, затоа што често пати во неделата, по 2-3 пати неделно, бевме фокусирани на музичките инструменти, секогаш ги набљудувавме, секогаш имавме музички оркестар во кој што работевме со него и каде што се запознававме со вибрациите на музиката која што ја создаваше секој инструмент, како делува врз нашите сетила. И тука најмалку се задржав. Во петото училиште веќе беа нагласени особено спортските активности, гимнастика, атлетика, тенис, бейсбол и она што го велиме домаќински работи и општо техничко образование, каде што имавме една огромна просторија во која што беше обезбедена со огромен број на материјали и каде што ние децата само, значи, беше доволно најдеш да ни се јави креативноста, да ни се јави нашите потенцијали
и од различни материјали што сакаме да работиме. Имаше технички лица кои што ни помага, особено на момчињата кои што сакаат околу сака со дрво да изработуваат разни делови. Ние работевме со огромен број на материјали, дали сакаме кукли да работиме, дали сакаме да весеме, дали сакаме да шиеме рачно и така натаму. Значи, многу имавме многу можности пред се, заради тоа што и самото училиште беше снабдено со огромен број на материјали кои што ни даваше да можеме да излеземе надвор од кутијата по нашите глави и да почнеме сами да размислуваме за многу нетипични начини на креативност. Потоа, што се случи? После, сето тоа, се случи еден ненадеен пресврт во мојот живот. Така да, моите родители се одлучија да се вратиме во Македонија. Сето беше ненадејно. И влегов во еден, во нова земја, во нов систем на образование, во нов начин на живење, кое што во почетокот, воопшто сватив дека не резонира со она што со мојот начин дотогашен начин на живење, со мојот дотогашен начин на учење, на поглед на светот, и кое што во почетокот навистина го доживеав како нешто стресно, затоа што се случи ненадејно, немав ниту време да се спремам за тоа нешто, да го одболувам нештото. Особено се сеќавам на првиот момент кога дојдов, пристигнав во Македонија, првиот ден кога требаше да одам на училиште, затоа што ситуацијата беше таква, моите родители немавме каде да, немавме купено се уште куќа, моравме 1 година да седиме кај мојата баба, кај мојот дедо по татко. И тоа беше во една село, во една рурална средина, каде што морав да патувам за да одам на училиште во друго село, кое што се состоеше од комбинирана паралелка, многу оскудно, и каде што ми се наметна едноставно сосема нови, поинакви правила на живот и на учење. Нешто што беше потполно за мене различно. Се сеќавам првиот ден кога појдов таму, каде што тие се спремале веќе да се запознаат со новата соученичка, а јас колку цврсто ја сеќавам, ја држев мојата мајка за рака, не сакав да ја пуштам и само цело време ја стегав раката, меѓутоа таа гледајќи мене, сватив преку нејзиниот поглед и нејзиното враќање, стегање на раката дека се ќе биде во ред, и само ми рече дека ова се твоите нови другарчиња, од сега со нив ќе учиш, ова е учителката и од денес ќе ја слушаш неа, ќе учиш во ова место. И од тој ден, започна мојата нова животна патека во еден сосем нов свет, кој што, едноставно мораше да се прифати, кој што и даде еден одреден белег и отпечаток врз моето растење понатаму. Што е она што сакам да го кажам? Кога, децата ќе сватат дека се сменил нивниот свет, делува тој социјален аспект, се јавува, поради непознатото, едно чувство на огромен страф. Затоа што ние се обидуваме толку цврсто се уште да се држиме за поранешната идеја, за поранешната слика, за познатиот начин на живење од минатото, и сакаме да го вратиме тоа нешто, меѓутоа не е можно тоа да го вратиме во новиот свет, во новиот начин на живење, затоа што тој свет од минатото повеќе не постои, го нема повеќе, и колку да се трудиме и колку да сакаме. И од тука, доаѓа и страдањето, особено кога тоа се случува со децата, затоа што на некој начин се обидуваме ние да направиме некоја промена која што всушност и не можеме да ја направиме. Туку што правиме? Правиме се обидуваме да го привлечиме тој стар свет во новиот свет. Како? Па копнееме по него, сонуваме за него, меѓутоа сваќаме после дека тоа нешто не функционира, и за жал, што се случува? Се случува да се
појави, да почне, значи нашето мозочето на детето да почне да се храни со разочараност и затоа што доживеело одредена загуба, затоа што е многу тешко, особено значи ако имате одредени индивидуални погледи и да ги следите во еден момент, да можете да ги прифатите тие колективни размислувања, колективни начини на живење, она што се случуваше во тој момент, значи во системот на социјализмот. И сега кога тоа беше за мене во таквиот момент, меѓутоа кога се случува на пример со голем број на деца да бидат под влијание на промените од социјални аспекти, и ако се додаде начинот на кој што децата се изродителствувани, значи особено во традиционалните семејства кај што пораснале, ако биле растени во семејства каде што исклучиво се дејства од авторитет, особено ако има на пример емоционална манипулација или можеби да има и физичко насилство, или пак постојана проверка, значи таа емоционална манипулација може да биде преку постојана проверка на емоциите во смисла на тоа дека не смеш да плачеш, срамота е, или пак оди во собата и ќе се вратиш подоцна кога сама ќе си ги изрегулираш своите емоции, значи немој да се појавуваш пред мене, се додека не се средиш. И така натаму, значи сите тие типични начини на традиционално родителствување, заедно со овие комплицирани социјални фактори, па и денеска, ако ги земеме во предвид и економските услови во кои што живееме, ако ги земеме во предвид и ниските примања со кои што се соочуваат луѓето, ако земеме сиромаштијата која што се повеќе навладува, ако ги земеме проблемите со обезбедување на свој собствен стан и така натаму, значи сите овие проблеми како социјални аспекти кои што влијаат врз начинот на кој што ќе биде изродителствувано самото дете, затоа што тие значи индиректно влијаат врз самото дете, се навистина се повеќе и повеќе се поттик за следните генерации да почнат да размислуваат на еден многу посвесен начин за тоа всушност во какво општество ние сакаме да ги растеме нашите деца. И во смисла на тоа дали и какви деца всушност ние сакаме да растеме, дали сакаме да растеме само зајакнати деца, дали сакаме да растеме издржливи деца, деца кои што ќе можат да ги разберат своите емоции, деца кои што ќе можат да сами да можат да се вратат во својата емоционална стабилност и значи деца кои што како ќе вратат таа емоционална стабилност преку свесност за сегашниот момент, а не преку развивање на идеи, одредени идеи или концепти за како треба начинот да се живее, значи кои што им ги кажуваат родителите. Значи, да се вратиме назад повторно на кое што се случуваше со мене, преку примерот, како јас успеав да се поврзам со себе, како успеав јас да го одболувам тоа нешто, да се исцелувам самата себе си во смисла на тоа, бидејќи за да може да се излезе од таквата ситуација на разочараност, значи беше потребно да го прифатам. Значи да ја прифатам состојбата онаква како што беше, па и немав избор некој друг освен да го прифатам, затоа што и самите знаеме дека вообичаено родителите значи цело време ни се зафатени, тие си се со таква генерација на родители каде што си се секогаш повеќе насочени спрема врските и сметаат едноставно дека тоа што тие го прифатиле како идеја, како начин на живење, децата треба да се следат со нивните идеи без разлика, значи и сметаат дека значи како така децата сами ќе можат тоа нешто да значи сами да си го средат. Меѓутоа, она што е најбитно од се,
Кога доаѓаме до една ситуација да знаеме дека мора нештата да ги прифатиме такви какви што се во новонастанатата состојба, значи нема друг излез. Најбитното нешто после е одлуката која што ќе донесеме е како сега ќе живееме во таа новонастаната ситуација. Како ќе ја прифатиме, значи со какви мисли ќе ја прифатиме, дали ќе работиме, дали ќе почнеме да го живееме животот од едно место на љубов, дали ќе почнеме да го прифаќаме тој нов начин на живење од едно место на убавина, значи ќе гледаме преку призмата на убавината, со очи на љубов, со очи на убавина, со очи на нежност, со очи на љубезност, со очи на милост, низ очите на милоста, или пак ќе оставиме да не водат нашите сенки, нашите празнини, нашата разочараност, нашата болка, нашата вина, која што се случува, значи по кој пат ние ќе одлучиме тоа да го направиме. Затоа што сепак од друга страна, значи тоа би подразбирало всушност дали колку ние себе си всушност се сакаме доволно за да се грижиме прво за нашето тело и за нашата емоционална за нашата емоционална добробит, односно за нашата емоционална состојба да остане здрава. Затоа што кога се грижиме за нашето здравје, се грижиме и за тоа да останеме здраворазумни, значи ние всушност остануваме и се грижиме да бидеме најдобрата верзија од самите себе си. Како јас успеав да останам поврзана со себе си, јас најмногу мислам дека тоа се случи пред се заради самиот процес на образование низ кој што поминав првите години од моето школување, која што ми дадоа можност, значи да како личност да можам да ја пребродам таа болка, едноставно да се фокусирам на позитивното, затоа што се сеќавам првиот пат кога дојдов во Македонија, првиот впечаток ми беше од една страна видов една невидена убавина на природата, значи која што беше измешана со мирисот на слободата, на детската слобода, која што тоа нешто го немав до тогаш доживеано, и исто така и полетноста детска која што ни беше дозволена, значи во оваа земја, која што не можевме да ја имаме во местото каде што бев. Слободата ни беше доста ограничена. И за разлика од она која што значи беше негативно во самиот систем на образование, значи кој што тогаш беше доста ригиден, доста беше едностран. Особено за мене беше тешко затоа што и не го познавав доволно мајчиниот јазик. Меѓутоа, кога ја видов таа природа, особено тогаш кога се вратив, не беше есен, кога за прв пат се качив на точак со мојот братучет и ме однесе во полето, значи тогаш успеав да сретнам, значи полиња со, тогаш се уште имаше во 70-тите години афион, имаше полиња со памук. Значи јас толку бев љубопитна, прашував на секој што е ова, како се вика ова. Тоа беа прекрасни значи бои на кафена боја, на зелена боја, значи толку бава комбинација на бои, бои од сончоглед, полиња со сончоглед, полиња со бостан, во кој што се научив кои лубеници, што значи зрела лубеница, како се наоѓа зрела лубеница, потоа како се препознава зрелата диња по прекрасниот мирис, па плашилата на дедо ми кој што ги поставил покрај бостанот, толку беа интересни, како на филм, едноставно изгледаја. Значи,
сето тоа јас успеав да го видам низ очите на радоста, значи на детската радост, на детската среќа. Оставив да ме исполни, едноставно да почне да постепено да ги преку таа радост, преку таа убавина на некој начин да почне да моите болки, моите страдања едноставно за она кое што го оставив, затоа што доживеав одредена загуба таму на мој брат учеди, со кој што нонстоп бев, на мои другарчиња, пријателчиња, затоа што сето беше ненадејно моето заминување и значи тие исцелувања постепено настанаа преку она кое што, значи детските очи, моите детски очи беа гладни да го видат во таа ситуација. Потоа зимата, да ја спомнам, значи никогаш нема видено снег. Исто така се сеќавам мајка ми првиот пат кога влета се таа возбудена во собата и ми вели излегувај надвор и јас си велам зошто ми викаш така? Излегувај ми вели снег има надвор да го видиш снегот. И навистина тогаш таква беше климата, таа година имаше еден метар снег во селото. Беше премногу убаво, се санкавме, се градев, правевме снешковци, се тепавме со топки. Нешто кое што јас до тогаш го немав доживеано, нешто кое што ме исполнуваше потполно. Особено пролетта ќе кажам дека како годишно време јас таму ја почувствував како најселителна за мене како дете, затоа што секој ден одевме со бардачето во ридот да наполниме свежа планинска вода и покрај чешмата, значи од другата страна имаше карпи со вода кој што значи во утринските часови таа вода беше исклучително чиста, исклучително бистра, која што толкува во светкаше на сонцето, на утринското сонце, значи сето тоа и околу имаше, значи зелен килим послан од трева. Природа прекрасна и секогаш кога одев знаев да си ги соблечам или патиките или влечките и да трчам боса низ тревата, кое што чувство, значи ми даваше едно чувство на огромна исполнетост, чувство на едно природно заземјување со природата, некое чувство кое што на внатрешно полнење, кое што едноставно сеќаваш дека нешто однатре ти вели ти припаѓаш овде. Овде се твоите корени. Значи нешто кое што се случува кога навистина, значи успева детето да се врати да се поврзе со себе си, затоа што и не е толку одминато времето, многу потешко е возрастните да можат да се поврзат со своето внатрешно јас колку децата, затоа што времето е многу пократко. И децата се многу поспретни во тоа нешто да можат да се поврзат со себе си. Се сеќавам и на особено исцелителни беа моментите кога ги доживував сокоњите со мојот дедо. Значи тоа се суштества кои што се исклучително исцелителна моќ имаат. Едноставно тие ја чувствуваат детската душа, ја чувствуваат ранливоста на детската душа и едноставно преточуваат во тебе, сеќаваш некое чувство кое што ти прави некоја внатрешна промена внатре. Значи во собствената внатрешна празнина чувствуваш дека нешто се менува на, не знам, на клеточно ниво можеби. Тоа е токму, значи, она што ние го велиме кога човек ќе се поврзе со себе, значи тој почнува да ја менува болката, значи да ја исцелува болката која што се создала во него и да ја претвора во чувство на самозајакнување.
И навистина, кога ќе размислам за тие нешта, сваќам дека потребна е голема сила да може човек да остане емоционално стабилен. Зошто се случува тоа? Затоа што значи во таквите моменти, особено детето, значи кај детето се јавува една огромна борба на мисли, меѓу минати мисли и сегашни мисли, и борбата е во суштина кои мисли ќе победат, што е она кај него што ќе го води во неговиот живот. И сето тоа зависи од неговата основа, емоционална основа која што е изградена на некој начин. Ако е стабилна, значи се знае кој пат ќе го одбори самото дете. И затоа велиме дека е многу битен и системот на образование во кој што ние ги водиме нашите деца во нивниот живот. Не е ни чудно денеска што се случува нашите деца многу лесно да можат да тргнат по патишта на несоодветно однесување. Зошто? Затоа што системот на образование, корените не се стабилни, се многу површни. И токму поради тоа, значи, самата ситуација гледаме како ни налага да е повеќе од потребно промени, револуционерни коренити промени да се направат во самиот систем на образование, кои што ќе можат да доведат, значи исклучиво да се воведе образование кое што во насока на емоционална интелигенција, барем до петто деление, каде што децата ќе градиме, значи само зајагнати, само деца кои што ќе бидат доста стабилни и кои што ќе знаат што сакаат во својот живот и кои што и животот и колку многу удари да му нанесува во иднина, значи нивната стабилност ништо не може да ја помести. Значи кога тогаш детето ќе ги искажи своите квалитети, кога тогаш детето ќе си го даде значи својот потенцијал, без разлика. Може по 10 години, може по 15 години, меѓутоа кога е здрава основата, ништо не може да го турне, ништо не може да го помести. Значи, може да го помести во некоја насока, меѓутоа тоа знае повторно да се врати, затоа што неговата основа е многу стабилна и многу е цврста. Значи, детето, кога зборуваме за сето ова, значи ова е основниот мој најголем мотив кога се запознав со свесното родителство. Токму тргнав, значи, по тој пат, сватив дека свесното родителство е нешто кое што е, значи, ниво над останатите родителства. Значи, тоа е, значи, еден нов начин на сосема, нов начин на духовно подигнување на родителот и на детето, с кој што ќе родител, спознавајќи се самиот себе си, ќе може, значи, да поврзувајќи се себе си, ќе може на правилен начин да се поврзе со детето и со цел да се постигне, значи, еден многу стабилен емоционален развој кај детето. Значи да се подигнуваат здрави деца. Деца кои што секогаш кај нив ќе може и на прво место да владее, значи да преовладува, секогаш да одбираат светлината наспроти сенката, секогаш да го повинуваат своето битие, да одбира добрина, да одбира љубезност, да одбира нежност, наспроти болката, наспроти страдањата, наспроти горчината, наспроти вината, значи да одбира не во смисла на тоа дека не сме да ги доживува точно. Значи детето не треба да се остави да ги доживее болките, да се остави да ги доживее страдањата за да може да порасне. Меѓутоа, кога треба да го одбере патот по кој што треба да тргне, значи да го одбере патот на љубовта, патот на љубезноста, патот на емпатијата, за да може таа болка да ја претвори во самозајакност, во негова силина. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Се надевам ви се допадна. Имајте убав ден, се гледаме.